почитувани гости, най-първо би сакал да ви поздравам и ви благодарам што одвоите време да не посетите нас како советници во СОВ на општина Досилва. И сакал исто така да ви поставам неколку прашања на кои што во разговор со нашето население од нашата општина ми беа поставени мене, па јас само ги пренесвам до вас, се со цел да ги запознаеме луѓето со вистинската слика и дејности кои што ги врши Евромакс ресурси овие повеќе од 20 на години. Првото прашање ми беше дали во рударството се користи геотекстил и зошто се употребува? Да. Геотекстил се користи во рударството, ќе се користи и на проектот Иловица штука. Значи, тоа возводно лице на браната на хидројаловишето ќе биде обложено со геотекстил за да се спречат било какви процедувања низ телото на браната. И главната примена на геотекстил е практично тоа да се спречи продор на евентуални загадени води од процесот на експлоатација на минералните суровини во подземните води. Значи да не помират. Да не дојде до продор, доколку има некои пукнатини, да кажеме, кои што би овозможиле продор на тие загадени води во системот на подземни води. Главната цел да се спречи тоа е, мислам, главниот начин да се спречи тоа е со користење на таа геомембрана. Не знам дали во вашата студија е наведено дека се наведено, да, значи наведено е дека возводното лице, значи она страна од хидројаловишето кај што ќе биде сместена хидројаловина. Тоа лице од телото на браната ќе биде обложено со геомембрана и практично на тој начин ќе се спречи било какви води да поминат низ телото на браната од хидројаловишето и да одат низводно од хидројаловиштето. Во разговор со местното население од Иловица и Штука, едно интересно прашање се постави дека имате ангажирано околу 30 до 40 луѓе кои што имаат задача и цел да го анимираат локалното население околу сите ваши активности. Дали е тоа така и не знам. Чудно ми беше и мене прашањето, но ми тоа би сакал да го поставам. Не, само ти... Сега за кои активности само, ако можете да ни... Сите ваши активности кои што ги вршите, тие имале цел и задача да ги запознаат, да го запознаат локалното население. Не, значи начинот на кој што е кај нас тоа организирано, значи има посебна социјална компонента во проектот. Таа е организирана според барањата на Европската банка за обнова и развој. Колешката Борка е координатор на таа компонента. Кај нас ќе може малци повеќе да ви каже. Така да не се ангажирани луѓе кои што би требале да го запознаат населението, него начинот преку кој што комуницираме е преку комитет за односи со јавноста. Моментално функционира еден комитет за Иловица и за Штука, кој што ги сметавме како села кои што се во непосредна близина и кои што се најповеќе, да кажеме, афектирани од почетокот на работа на рудникот. Исто така планираме и во други области да формираме како комитети за одредени, како што е, например, сега имаме тим на ниво на компанија кој што го координира Борка, кој што е конкретно за земјиштето. Вие знаете дека на концесиското поле има одреден број на приватни собственици. Исто така знаете дека законите во Македонија даваат можност да се оди за експроприација, меѓутоа тоа не е нашата цел. Кај нас тоа се спроведува преку приватни преговори. Така да, значи, односите со заедниците кај нас се во одредена структурирана форма, која што може во форма во која што треба да одговори на барањата на институционалните инвеститори, како што е Европската банка за обнова и развој. Ако ви интересира повеќе, и Борка може малку да се вклучи во овој дел. Значи, јас ќе застанам за да ме видите, дека веќе сум многу позади.
Имаме тим на ниво на компанијата, како што кажа Јана, за, како да кажам, вклучување на засегнатите луѓе од проектот, меѓутоа институции, заради пристап на просторот каде што ќе се одвива проектот, не само концесијата, туку и целата инфраструктура. Одиме по одредени правила на Европска унија, односно Европската банка за обнова и развој, односно вклучување на сите чинители на времено во проектот, нивно информирање, за да добиваме назад нивни коментари и да ги поддржиме, бидејќи тие ќе бидат под влијание на проектот. Се работи за сите луѓе кои што се дел од тој простор и го користат, како собственици, така и корисници. Значи имаме група случаи, луѓе што собираат печурки, луѓето кои што собираат дрва, институции кои што управуваат со просторот како Македонски шуми, пасиштата на Република Македонија и така натаму. Значи се работи на координирано вклучување нивно преку одржување на јавни транспарентни состаноци, транспарентно информирање и добивање од нив назад секаква информација како овој проект би ги засегнал, за да направиме мерки соодветни, да ги ублажиме, да ги минимизираме или сосема да нема влијанија развојот на проектот. Се мисли на пристап на просторот. Како дел од цел тој процес, имаме основано комитет за односи на јавноста, може би тие што ве прашале мислеле на тоа. Тоа се десетина луѓе, меѓутоа се жители најпримерни се Иловица и Штука, од повеќе сегменти се луѓето, од образование, од невладини организации, приватни стопанственици и така натаму, кои што доаѓаат еднаш до два пати месечно на состанок и разговараме со нив што заедницата мисли и ние исто така кажуваме како се одвива проектот, кои се фазите последни на проектот и како сето тоа понатаму преку соработка да продолжиме да го развиваме. Значи тоа е тој процес и навремено информирање значи на луѓето за навремено добивање повратна информација и навремено создавање на мерки. Врз основа на сето тоа што е направено, имаме значи политика како ова ќе се одвива и имаме документи изработено. Тоа е рамка за пристап кон земјиште и се на нашата веб страна и македонската и англиската, може да ги отворите да ги разгледате и продолжуваме со изработка на документи врз основа на кој сето ова ќе го правиме. И се водиме и се држиме, тие ни се формални документи, значи не останува се на збор на разговор, туку и е документирано и сме одговорни према луѓето и према, мислам, според таа изработена документација. Баш конкретно околу комитетот што го спомнавме, идеја прашањето било околу тоа, луѓето се малку изреволтирани, бидејќи вика тие не консултираат нас, ние самите преку еден вид селски конференции или селски собри сами да избереме луѓе кои што ќе ги застапуваат нашите интереси. Значи, структурата на тој комитетот треба да се формира врз основа на одредени критериуми. Значи, целта е во тој комитет, кој што сега брои некои 12 до 14 луѓе, треба да бидат од различни профили и да застапуваат, да кажеме, различни заедници, така да интересите на различните социјални групи да дојдат во комитетот. Значи, тука сте во право дека во 10, 12, 14 луѓе не можат сите да дојдат, меѓутоа затоа го имаме оној принципот на ротирање, 6-месечен мандат има првиот состав и после ги менуваме. Така да доколку сметате дека одредени групи, например, не се застапени, слободно дајте ни предлози, можеме во моментот да го зголемиме бројот, а во иднина можеме кога се ротираат на 6 месеци другите да влезат и други групи. Значи, навистина би ценеле доколку би помогнали вие и во овој дел да допреме до различните социјални групи и различните интереси да дојдат во комитетот. Бидејќи тоа е, например, една меѓународна форма, еден форум, во кој што ние како компанија сакаме да се запознаеме со заедницата, интересите. Тука и разгледуваме и различни проекти од програмата наша за развој на заедницата, така да доколку имате предлози би ни значало ако можете да ни ги дадете. Има предлози од локалното население во село Иловица и Штука.
Барем половината село. После други ги се лутат така. Да, затоа и ние ги ротираме. Пробуваме сите интереси да дојдат и по приоритет да... Добро, друго прашање. Дали освен бакар и злато при обработка на руда ќе има примеси од други минерали? Значи, освен бакар и злато, има и примеси на молибден и на сребро. Тоа уште го истражуваме дали ќе добиеме ние некои кредити, тоа така се вика кредити од топилницата за среброто и за молибден. Главни елементи се бакарот и златото. Тоа прашање ви го поставам бидејќи во разговор со некои покомпетентни луѓе, тие рекоа дека освен бакар и злато ќе има примеси од вкупно 8 минерали, вклучувајќи и радиоактивни минерали. Не, радиоактивни минерали нема. Значи спомнав, тие корисни минерали за кои што можеме ние да добиеме кредити од топилницата, односно кои што во топилницата можат да се извлечат, освен бакарот и златото, се молибденот и среброто. Радиоактивни минерали нема. Има различни елементи во тие проби, да кажем, што ги анализираме ние. Меѓутоа, оние што можат да бидат експлоатирани на исплатлив начин се тие бакар, злато, молибден и сребро. Другите се во толку мали количини што едноставно за нив не може да се добие ништо. Радиоактивни минерали нема. Ние до сега имаме направено над 12.000 проби, тестови во лабораторија. Во наоѓалишто Иловица нема радиоактивни минерали. Не знам дали има други прашања, бидејќи јас имав извлечено неколку прашања, дали да ги се поставам сите па или... Дали вашата корпорација во претходните години имала активности во Република Руманија под името Gabriel Resources? Не. Значи, Gabriel Resources е друга компанија. Нема врска со Руманија. Не, апсолутно. Нити со нашата компанија, нити со правувачката структура. Сега, тоа мислам, наредното прашање малку почувствително, зошто би се користел цијанидот при прочитување на златната руда? Односно, дали е неопходен тој? Накратко објаснив, значи, тие 10-11 милиони тони руда при поминувањето низ процесот на флотација, значи најпрво одат на груба флотација и после тој процес на груба флотација само 10% остануваат за понатамошна обработка. Не, ќе да објаснам, значи грубо ќе оперираме со бројка од 10 милиони тони. Значи после процесот на груба флотација само 1 милион тони продолжува на понатамошна обработка, 9 милиони тони одат директно во хидројалуиште, се депонираат како јалови. Тие 1 милион тони понатаму продолжуваат низ процес на пофина флотација, на прочистување и крајниот производ на тој процес на флотација е бакарен концентрат. Значи концентрат на бакар и злато. Јаловината од тој процес на флотирање, значи од тие 1 милион тони, продолжува да се преработува во круг на лужење. Англискиот термин за тој круг на лужење е carbon in leach. И целиот тој процес се одвива во систем на затворени садови. Значи таа јаловина најпрво се меша со раствор од натриум цијанид за да се извлече златото кое што останало во растворот. Потоа, значи тој раствор, збогатен раствор со злато, се меша со раствор од активен карбон, од активен јаглен и практично златото од растворот се нафаќа на активниот јаглен. Понатаму продолжува
целиот тој раствор низ дополнителни процеси на обработка кои што се вика елуација, електрорафинирање, за на крај да се добијат после има пржење и на крај, значи, од целиот тој процес се добиваат прачки получисто злато. И тие прачки получисто злато ќе се носат на дополнителна преработка во рафинерии за злато, веројатно во некоја европска земја. Додека остатокот од тој процес, значи осиромашениот раствор, од кој што е одземено златото, се третира за да се изврши уништување на цијанидот, на заостанатиот цијанид во тој раствор. Значи се користи кислород, практично се оксидира тој раствор и на тој начин се уништува 99,9% од заостанатиот цијанид. После тоа уништување на цијанидот, тој раствор се носи во згуснувач и остатокот од тој згуснувач се депонира на хидројаловиштето и концентрацијата на цијанид во хидројаловиштето е околу 40 пати пониска од законски дозволените концентрации кои што се пропишени во Република Македонија. Дали тоа е необходно? Без него не ли може да се изврши уништување на злато? Технологиите кои што моментално се користат во светот се тие. Значи тоа е најмодерна техника. Еве може да проверите на секаде во светот кај што се третираат тие руди на бакар и злато. Тие се процесите, значи карбонин лич, карбонин палп има уште еден процес. Има процес на лужење кој што е на отворени купи, таков процес ќе се користи во Казандол, во тој рудник. Меѓутоа тоа е малце поразличен. Тоа е буквално купа и на отворено, што е, мислам дека е малце по несоодветен. Процесот карбонин лич е комплетно затворен процес. Значи вие настојувате да биде сечение така. Колку ќе биде процентот на прочитување со и без него? Според чистотата на злато, значи зборуваме за чистотата на злато. Чистотата на злато, значи од тој раствор мислам дека искористувањето на златото ќе биде околу 95-6%. А без него? Без него ништо, значи целото тоа злато би одело у јаловина. Едноставно не може да го искористиме. Ова прашање ви ставам бидејќи се шират разговори меѓу луѓето дека процентот на чистота на златото со обработка на цијанид ќе биде, како што вие спомнавте, над 90, а без него околу 60 и нешто процент. Да, значи тоа многу ја... Дали сепак се работи, дали сепак е важен профит? Тоа многу влие на економиката на проектот. Значи, треба да имаме во предвид дека наоѓалишето Иловица Штука е релативно сиромашно наоѓалиште. Значи, процентот на бакар е 0,2%, додека содржината на злато е некаде 0,3 грама на тон. Значи, во рударството таквите наоѓалишта се сметат за сиромашни наоѓалишта. И економската исплатливост за експлоатација на такви наоѓалишта е дискутабилна. Затоа се бараат начини да се на некој начин зголеми економската исплатливост, за да може експлоатацијата на тие проекти да биде профитабилна и исплатлива. Инаку проектот, кажа, е на границата да биде рентабилен. Затоа се бараат сите начини како ние да го доведеме тој проект до економска исплатливост. For this particular type of gold deposit, definitely. It's the only technology that's economic, that makes the project economic. Пак ќе кажем, значи целиот тој процес се одвива во комплетно затворен процес. Тоа е најгорчливиот проблем. Тоа што луѓето го сакаат, дека дали може без цијанид.
Дали Евромакс няма да биде профитабилен доколку не го користи тој цијанид? Дали не постои друг начин на обработка на таа роба? Мора ли по таа технологија, по тие софистицирани методи со цијанид? Па баш како што кажеш, тоа е софистицирана технологија. Значи, целиот тој процес на уништување на цијанидот практично во хидројаловишето се депонира јаловина кое што е без цијанид. Значи, сето тоа е затворено. А Евромакс Плюс ќе се обврзе, значи постои така наречен меѓународен кодекс за управување со цијанид, кој што ги дефинира сите тие постапки, процедури за управување со цијанидот, почнувајќи од транспортот, значи од фабриката кај што се произведува цијанидот, транспортот до самата локација, до користењето, постои еден цел сет на мерки на кој начин најбезбедно да се управува со цијанидот. Евромакс ќе стане потписник на тој меѓународен код за управување со цијанидот и тоа доброволно стануваме потписници, значи никој не тера тоа да го правиме и на тој начин се обврзуваме да ги следиме сите тие мерки кои што се пропишени со тој кодекс. Значи, плюс имаме ние постојано ќе бидеме под мониторинг, како прво на домашните институции, на Министерство за животна средина, ќе бидеме под постојан мониторинг на финансиерите кои што обезбедуваат финанси за проекти. Веројатно на многу често, на секои 3 месеци ние ќе имаме постојани контроли. Мора да кажем дека контролите од тие меѓународни институции се многу поригорозни од контролите на нашите институции. Значи, цело време ние ќе бидеме под мониторинг и не може да дозволиме на било кој начин да имаме, да кажеме, влијание врз околината. Добро, имам уште две прашања, се извинам што и дел од колегите имаат прашања кон вас. Синоќ ми беше поставено едно прашање што сакам исто така да го пренесам до вас. Дали доколку локалното население, тоест ние како општина Босилово и општина Новосило, кој што и таа е завтеден дел од самиот проект, преку референдум одлучат да се стопираат сите ваши активности, дали би го почитували тоа? Вака сега, значи минералните суровини се собственост на Република Македонија. Може да се организира референдум, може сите активности. Сега ние да не шпекулираме. Доколку вие одржите референдум и тоа го направите во форма во која што во Македонија се прават работите, апсолутно дека ние ќе ги поштуваме и ќе работиме согласно прописите. Сам ние сепак работиме согласно регулативата, концесијата, минералните ресурси, како што кажа Драги, мислам работиме во една уредена атмосфера, така да ние ги поштитуваме сите иницијативи на населението и доколку вие преземете иницијатива во форма во која што се прави тоа во Македонија, апсолутно дека ние ќе почитуваме. Ајде уште едно. Дали го имате гледано филмот со Джулија Роберт Ерин Брокович? Да, скоро беше на телевизија, го гледам. Тоа е сосема друга тематика, значи се работи за хемиска индустрија, за не е баш иста тематика и филмот обработува теми од пред 40 години.